Господјо Василевска, одиме веднаш со прашања околу критиките. Најпрво, системска корупција, политички притисоци кон судството. Моето прашање е кои конкретни мерки ги преземате? Во моментов течат подготовките кои што се дел од реформската агенда, каде сетот на закони кои неопходно мора да се имплементираат во законодавниот систем, треба да започнат еден процес на обнова на оваа корумпирана, да речам, и крајно метастазирана ситуација во правосудниот систем во Македонија. Секако тоа во рамките на мониторингот и постмониторингот беше детално прегледано, беа направени сите параметри. Овде навистина оценката е иста како и онаа на извештајот на Европскиот парламент и секако извештајот на Европската унија, дека реформи во правосудниот систем мора да има. Процесот на имплементација на истиот е исто така доста проблематичен, бидејќи и во оваа активна фаза јас лично не сметам дека целиот правосуден систем е корумпиран, дека сите суди и обвинители се корумпирани или се неспособни или недоволно квалитетни да ја завршат својата работа објективно и според словото на законот. Но сепак оние моменти каде што изминативе 35 години влијаеше и партизацијата и негативната селекција и големиот број на причинско-последични односи кои допринесоа да се руинира ваквиот корумпираноста, да не ја заборавиме. Да, така тоа ми се чини најглавниот проблем во целиот овој процес, која не е невозможно ниту да се сузбие, не е невозможно ниту да се подобрат условите во самиот систем, и сите овие укажувања и од една волку висока наднационална институција како што е Советот на Европа треба да биде доволен знак дека нашата заложба мора да биде постојана, упорна и тоа е процес кој не завршува со една владеачка гарнитура. Тоа е процес кој што без оглед на која политичка опција е во државата, ја раководи државата во извесен период, треба тие реформи и начинот на имплементација да одат во континуитет. Добро, законите се носат во Македонија, но имплементација нема. Сега моето прашање е зошто нема конкретни истраги, анализи на работата на судиите, на обвинителите, заради тоа што институциите се во ваши раце, и финансиски, генерално сите. Значи и тоа, но и нивната имотна состојба. Се согласувам со вас, еве, од аспект на законодавната власт, собранието има сериозна надзорна улога, каде може во секој момент да иницира една јавна или надзорна расправа, каде што може и во одредна анкетна комисија во која што сите овие прашања може да бидат адресирани, и тоа многу пати сме се обидувале да го направиме и до некаде сме го направиле. Но од аспект на правосудството мора да земеме во предвид дека во рамките на самиот систем веќе е воспоставен систем на контрола, а тоа е покрај Заводот за ревизија и антикорупцијската комисија, тука се и самите Совет на суди и Совет на јавни обвинители. Во рамките на овие две тела, кои што ги кажав последни, значи Советот на суди и Советот на јавни обвинители, во рамките на нивното одлучување и во поглед на извештаите кои секоја година ние ги гледаме тековно во парламентот за нивната работа и за резултатите и сето тоа што се случува во рамките на овој домен. Прашањето секој пат, ако видите наназад, има и стенограмски белешки, има и видеозапис, секој пат е многу бледо, често пати се одговара неутрално или воопшто не се одговара на нашите прашања и така натаму. Вие како медиуми тоа ќе го пренесете ден-два и потоа продолжува истиот тертип, што значи дека повторно ќе се вратам на првичната тема, преку реформската агенда, преку сетот на закони кои треба да се веќе конечно донесат и стапат како во сила во државата, ние ќе можеме да
почнеме врз основа на законски пропишаните правила да вршиме поголем притисок и затоа што видите тоа е меч со две острици. Ако јас видите на пример 2-3 пати укажување од страна на премиерот беше сватено погрешно во јавноста кон државниот јавен обвинител, а државниот јавен обвинител токму од владата се именува. Значи прашањето кое што беше артикулирано во јавноста е дека ќе провери и дека ќе побара објаснување беше сватено како мешање на извршната власт. Во случајот сметам дека комплетно погрешно, бидејќи во суштина она заткулисно јавување ало, оние нарачки со кои што се вршеше притисок политички или се уништува и бизниси или се праве одредени работи од аспект на сивата зона или она мека мок која не ја забележува никој, не е јавно транспарентна, прикажана, е многу поопасна и таа е практично главната ерозија на целиот систем. Да. Советот на Европа постојано повикува на ефикасно извршување на сите присуди на Судот за човекови права и политичките тензии се всушност околу непризнавање на македонските здруженија во Бугарија, невнесување на бугарите во Уставот. Она што судот како механизам го има, тоа е да нотифицира и сите тие неимплементирање практично влегуваат и во извештаите за напредокот на една земја, во случајот Македонија, и за неисполнувањето на одредени фактори кои што, например, на Бугарија отажнуваат позицијата и во рамките на Советот на Европа, иако таа е во многу поголема предност, бидејќи членка на земја, членка на Европската Унија. Има и други параметри со кои што она може да го покрие сето ова. Во секој случај, оваа непријатна ситуација е една, да речам, несреќна констелација на фрустрациите од минатото и на нереализираните амбиции во времето кога се создаваа националните држави во Западен Балкан или Југоисточна Европа, како сакате. И во тој контекст таквиот наратив кој генерацијски се пренесувал и изградил некаква фантастична слика за одредено потекло или за одредена посебност или за одредено присвојување или освојување и така натаму, предизвика колизија и во рамките на самиот систем на вредности врз база на кој што се базира постулатот на обединета Европа. И ценам дека за разлика од Бугарија, и за жал тука би кажала, во Македонија не постои ниту еден кредибилен политички фактор, ниту јавен медиум кој што во било каква смисла ќе изрази било каква омраза или негативна перцепција за бугарскиот народ или за бугарската држава. Голем дел од тие детски болести кај нас се одамна надминати. За разлика од источниот сосед, каде и високи официјални лица, па видовме пред некој десетина дена и во рамките на Европскиот парламент, како бугарски европратеници говорат за Македонија и како ја третираат нашата јазична посебност, нашиот национален идентитет, нашата културна традиција. И тоа е еден болен процес кој ако продолжи на овој начин да се одвива, ќе оди во недоглед. Ова е процес кој бара зрели и сериозни личности со кичма и луѓе кои што си ја знаат својата вредност и ја ценат поддршката од својата држава, од матицата и од даночните обврзници кои му ја дале и го делегирале да биде на тоа место. И тие принципи не важат, повторно ќе кажам и во овој случај, ни за еден мандат, ни за една политичка гарнитура, туку тоа е еден општ национален консензус врз основа на кој ние треба да се договориме. Инаку, навистина не го кажам јас ова прво, но тоа го знаат и моите студенти во прва година на правниот факултет, во рамките на уставната категорија, иако не се конкретно наброени бугарите, по делот и останати се подразбира дека како малцинска група имаат и ги уживаат сите права кои им следуваат во рамките на македонската држава. Во тој контекст ниедно право или потреба за реализирање на своите културни или други потреби не им била ускратена. За сметка на тоа, во Бугарија до ден денеска се уште една група на македонци кои живеат и таму действуваат, создале фамилии и така натаму, кои што сакаат да го зачуваат својот посебен македонски национален идентитет, се под репресија,
се маргинализирани и се до ден денеска не им е дозволено правото да можат барем и како едно здружение да ги исполнуваат своите основни човекови права. И тоа е прашање кое што сериозно и Советот на Европа го третира и затоа и во самиот постмониторинг извештај имаше и толку пофалби за Македонија и толкова поддршка, бидејќи и поголемите сили ја разбираат ситуацијата на страдањата и предизвиците на една мала нација, на еден мал народ и така натаму. Да. Добро, палењето на бугарските дипломатски коли навистина е инцидент кој допринесе до негативно светло да има Македонија. Моето прашање е како ќе го контролирате ова насилство? Јас се согласувам дека тоа беше еден навистина изолиран и немил инцидент. Не можам да замислам и како човек и како политички чинител да својата агресија се исполи на еден таков вандалски, на таков нецивилизиран начин. Но тука ми се отвараат и лично некои дилеми со кои што не би сакала да шпекулирам, тоа е само моје лично размислување. Дали баш еден ден пред состанокот во Брисел ова палење на 2 дипломатски возила кои се на среда улица каде што врват автомобили, каде што има циркулација, сообраќање и така натаму, не беше и предизвикан или намерен инцидент кој што требаше да создаде негативна слика за и онака истоштената македонска, нели, политичка битка во ова, нели, голема битка. Мислам дека не треба да дозволиме ваквиот тип на инциденти прво да предизвикува во македонската јавност пребурни реакции, бидејќи токму тоа го чека другата страна. Другата страна е жедна да ги покрие сопствените неправди кон македонското национално малцинство во Бугарија, кон непризнавањето, кон лошата добрососедска политика со која што покажува дека не е баш толку блиска до нас, бидејќи ако се толку блиски како што тврдат дека се, тогаш ќе се досега помогнеа побрзо да се движиме кон Европа и да се отворат сите граници, да бидеме дел од еден организам. Овдека очигледно е обратна желбата, што помалку да имаме шанси и да не успееме да дојдеме достоинствено и на рамноправна база во овој голем процес. И сето тоа секако треба и на извршната власт да и сигнализира дека ќе треба да ги создаде своите мерки кои што на безбедност и предпазливост на начин за кој не би никаде и никогаш веќе се дозволи да злоупотреба на вакви и создавање на вакви инциденти кои прават штета во перцепцијата за нашата состојба. Треба бугарската амбасада, со други зборови, да ве цитирам практично, да ве парафразирам поточно, дека треба бугарската амбасада да биде повеќе заштитена од страна на македонската полиција. Дефинитивно, знаете, предпоставувам дека идејата беше да не се прави премногу, нели, кога имате униформирани лица, кога и тоа создава перцепции. Од кого се штитиме, зошто е, знаете, во ситуација кога нема ништо што би можело веројатно во аналите или во информацијскиот систем што го има МВР, дека постои било каков ризик, предпоставам дека она регуларна полициска контрола била се сметало дека е доволна, но после ова веќе очигледно немало полициска контрола. Да, па јас знам дека секогаш таму патролирале, предпоставувам. Да, и секогаш има некоја кукичка, сега не знам. Да се разбира, но стои таму треба поголем моментот, искористи моментот кога нема никој, тоа е опасно. Да, тоа е опасно и не сме да се дозволи. Да. Знаете како? Јас и во истиот момент, но и претходно за одредени провокации, одредени индивидуи кои што создаваат перцепција за какво угнетување, не знам што, сметам дека наративот е погрешен и знам дека не е внатрешен, бидејќи во нашево општество сите овие повеќе од 30 години демократија и создавање на демократски либерални институции, ние поминавме неколку фази на детските болести. И веќе на вистина луѓето, не верувам, барем јас со толку многу луѓе комуницирам катадневно, луѓето не се занимаваат со таков тип на, да кажам, не изразуваат и дури кога се незадоволни своето незадоволство на таков начин. На насилен начин, сакате да кажам. Тие или ќе ве игнорираат, или ќе ве
ве шкртнат или веќе никогаш нема да ве перцепираат политички, општествено, но нема да си го трошат времето и својата енергија. Овој човек е со селф ризик си е земал нели таа улога да одигра како што е одиграл и се обиде да направи штета, иако нели не успеа за 3 часа, мислам дека беше превенирано се и полицијата постапи, беше приведен и ќе се биде судски процесирани така натаму. Да, бугарското здружение и Ламбе, случајот со Ламбе Лабаковски покажа дека мора да бидат заштитени бугарското здружение, бугарската амбасада, бугарските објекти. Видете, значи и тој случај исто така тие сите пак не може да ги поврземе бидејќи се изолирани. Во случајот таму беше ставен профашистички владетел кој директно имал влијание на ова тло за време на Втората светска војна и така натаму. Насилство не е одговор, се согласувате. Никако. Да. Тоа беше нешто што не беше под некаква контрола, се случило така како што се случило, но и тоа покажа дека не вродува со плод или не се насилството. Би рекла другата страна не ја учи лекцијата ако види дека толку болно некој реагира. Значи мора наративот да се смени. Наративот е на оваа маса тука, на бриселската маса, значи помеѓу премиери, помеѓу председатели, на ниво на парламентарна дипломатија, на ниво на интелектуалци, на граѓански сектор, кој што ќе треба да најдеме врзивни заеднички точки и мостови на соработка. Благодарам за овој интервју. Ви благодарам и на вас. Госпоѓо Костадиновска, вие тука во Советот на Европа говоревте на неколку теми: Бугарија, Унгарија и Србија. Ајде прво околу Бугарија, се однесува на изборите, но да се фокусираме на она што нив им останува, а тоа е постмониторинг диалогот, сепак врските остануваат. На почетокот на оваа сесија, како и на сите други, се разгледуваат сите оние изборни циклуси кои што ние како парламентарно собрание сме имале можност да ги наблюдуваме. И за почетокот за оваа сесија се дискутираше за изборите во Унгарија и во Бугарија. Јас како представник на мојата политичка група зедов збор и токму така тоа е еден, така ќе ги речам, општ впечаток од тоа како поминаа изборите. И оно што го истакнав јас, што за среќа го истакна и сите други говорници пред мене и после мене, е дека остануваат обврските на двете земји, и на Унгарија и на Бугарија, кои што сега се составени од, па можам да кажам како исто како во Бугарија, така и во Унгарија, од еднопартиски влади, кои што имаат извојуваа навистина големи победи, за разлика од тоа каде беа претходно, каде што Унгарија, нели 16 години беше под владење на Орбан и знаеме со кои препреки се соочуваше. Додека пак Бугарија беше во еден вид на скоро 3 години предвремени избори. Ако не се лажам, овие беа 8-мите предвремени парламентарни избори, каде што Румен Радев доби еднопартиска влада, но она што сите го истакнаа е дека сега владите треба да испорачаат се она што го ветуваа за време на нивната кампања, што е многу нормално, но и за двете држави, Бугарија која што неодамна излезе од постмониторинг процесот, останува нивната обврска, се она што беше наведено, што впрочем беше наведено и во нашиот постмониторинг извештај, односно остануваат реформите, владењето на правото, извршувањето на пресудите од тукашниот суд, што значи дека тоа е таа една констатација за како напредуваат земјите, се прави секогаш на почетокот на парламентарното собрание и изборите во двете земји беа оценети на вистина со позитивни оценки во однос на организираноста, со средни оценки во однос на тоа како се одвивала политичката кампања, известувањето низ медиумите, што е нешто што го гледаме секогаш кога наблюдуваме избори во друга држава, но тоа не значи стоп. Тоа што го кажавме и кога се затвори постмониторингот и за нас, и за Македонија, и за Бугарија, дека во самите извештаи стојат понатамошните обврски. Околу загриженоста да одбива Бугарија се регистрираат македонските здруженија. Останува таа обврска и сега видете како правда нема. Низ историјата на политиката знаеме дека нема правда, особено Македонија е мала земја без моќ за разлика од Бугарија. Би сакала да истакнам еден момент кој што е добро, што го начинавме тоа прашање, што за жал немавме можност претходно. Тие постмониторинг извештаи се однесуваат на напредокот на земјата во нашиот случај за 25 години. Што значи дека ние го затворивме тој процес на постмониторинг
Односно, тоа беше еден голем успех, но тоа носи уште поголеми обврски. Што значи дека ние не значи дека сега треба да се така да се изразам да се откачеме од сите меѓународни наблюдувачи или организации кога организираме избори, напротив треба да ни биде предизвик тие да присуствуваат во нашата држава. Во нашиот извештај стоеа обврските за спроведување на реформската агенда, за спроведување на обврските во реформите во правосудство, реформите во медиумскиот простор, почитување на човековите права, се разбира. Ова семејство овде се темели токму на еден од 4 принципи, токму тој почитување на човековите права и спроведување на уставните измени. Тоа си стоеше во нашиот извештај. Истите услови како Европска унија кои ги има. Додека пак во Бугарија, во нивниот извештај за постмониторинг, и покрај нивниот обид тоа да го избришат, стоеше дека треба да најдат начини да ги испочитуваат пресудите на судот. Од минатата сесија па до ова формирана е посебен вид на надпартиска група тука, каде што членуваме членови од сите политички групи, кои што пак имаме за цел да ги мониторираме од поблиску земјите кои што се лидери во однос на исполнување на обврските, односно исполнување и спроведување на пресудите од судот. Инаку која е поентата на постоењето на судот и на тие пресуди ако државата упорно не ги исполнува тие обврски. Што значи преку таа мрежа јас сум дел од таа мрежа и ние само темелно ќе го следиме спроведувањето. Да, нема да бидеме само наблюдувачи, неми наблюдувачи, туку ќе понудуваме и решенија за земјите кои што, пример, би имале проблем во нивното законодавство. Па тука имаме една цела еден навистина голем број на експерти кои што можат да им помогнат, се додека земјата покажува волја и дека сака да ги спроведи тие реформи. Решенија кои се? Како да ја натерате земјата во случајот со Бугарија да ги признае македонските здруженија? Очигледно е дека не сака и сега македонската влада инсистира на овој услов, иако без резултати. Вака можеме да чекаме децени и векови на тој услов да се реши. Признавањето на правата на македонското малцинство во Бугарија постоело од секогаш, од првата донесена пресуда. Да. И што е тоа што се предлага? Еве конкретно во текот на вчерашниот ден имавме состанок каде што се разговараше за случаите со Романија. Бидејќи и Романија се споменува како земја која што има уште пресуди кои што треба да ги спроведе. И вчера се спомена, имавме можност да видиме како Романија после првата донесена пресуда за семејно насилство ги променала своите закони. Што значи дека сега следно, ако вториот лидер, така да се изразам, за жал е Бугарија, сега треба да се слушаме представници од Бугарија и да им предочиме како тие тоа можат да го решат. Да, тие имаат еден мал милион изговори, но доколку тука сакаат да останат како полноправни членки, мора да ги спроведат тие пресуди. Затоа што затварањето на постмониторинг ниту за нас, ниту за нив не е крај на една приказна. Пред неколку години се сеќаваме сите дека кога Полска ги донесе тие навистина многу рестриктивни закони за правото на абортус, каде што навистина многу се ограничи правото на абортус, после тие масовни протести, тукашна делегација која што беше од Полска побара Полска да се врати во мониторинг процесот. И Полска е вратена назад. Откако го затвори постмониторинг процесот, Полска се врати назад во мониторинг процесот. Што значи дека ние мора да продолжиме со реформите, и ние и Бугарија, мора да продолжиме и мора од овој аспект овде да им укажеме дека има решенија и дека тие мора тоа да го направат затоа што се разбира дека има начин. Ова е организација која што и тоа како знае и да награди, но знае и да казни, еве така да се изразам. Што значи дека за таквите земји се донесен заклучок дека доколку продолжат со овој ова неисполнување, тоа се тие, да речеме, неколку лидери земји кои што се споменуваат секогаш, дека секоја земја на која што ќе му се понуди решение како да го смени своето законодавство, за да ги имплементира овие пресуди, доколку тоа упорно продолжува понатаму, дека се разбира дека ќе се најди механизам како не можеме да им наметнеме, меѓутоа може да има реперкусии за самата држава. Верувате во тоа? Видете, јас сакам да верувам, бидејќи
и верувам во тоа затоа што тука има пратеници кои што се многу повеќе позитивно настроени отколку скептиците. Морам да ви кажам дека тука има теми околу кои што сме сите обединети, како што се и пресудите, затоа што судот е составен дел на ова парламентарно собрание и се разбира дека ние никога тука не сакаме кога гласаме за одредено прашање да испаѓа дека упорно го гласаме тоа прашање после многу пати. Сега повторно се спрема баш еден таков извештај многу пати и тоа само да останува во празно. Минатата сесија, или ако не се лажам пред 2 сесии, се изгласа препорака до Комитетот на министри, токму во однос на мандатот на судиите, дека кога ќе заврши мандатот, до сега беше до избор на нов, остануваат претходните судии или судија. Сега тоа мора да се направи во рокот 12 месеци. Не може повеќе, не може бесконечно да се продолжува мандатот на еден судија, само заради тоа што, бидејќи тоа се смета како недостаток на земјата, дека не нашла добри кандидати, не ја спровела квалитетно постапката, дека одолговлекува на еден начин, и одолговлекува постапката за избор на суди, и токму затоа сега се оди кон јасно поставување на правилата. И уште ова ќе го кажам во однос на оваа тема. Мислам дека има забелешки за македонското одолговлекување. Слушате. Нели имаше еден кандидат кој што беше одбиен, па сега имаше нов. Оваа сесија, за жал, не знам зашто не заседаваше комитетот, бидејќи рекоа дека не добиле материјал за работа, така да ја се надевам дека и таму ќе покажеме добра волја и професионализам како држава, дека сепак ќе постапиме по она што се предлага тука во собранието. За крај, еден од колегите тука, мислам дека не е од мојата политичка група, но едногласно доби поддршка да изработи нов извештај, кој што понатаму ќе биде препорака до Комитетот на министри, значи нема да биде само резолуција, туку ќе биде препорака токму во однос на механизми за имплементирање на пресудите и како тоа ќе се рефлектира врз државите членки и кандидатите, доколку продолжат со ова темпо на неисполнување на пресудите и неспроведување на пресудите. Кои се реакциите на бугарската делегација? Тие одбиваат постојано да бугарската делегација комуницираат. Некако заради комуницираат ли со вас на овие теми? Видете, јас бев на тој состанок за правни прашања, немаше бугарски представници. Тука не би знаела кои би биле нивните реакции, затоа што заради постојаниот процес на избори, ние не видовме тука стабилна држава, видовме стабилна делегација, се извинувам. Делегација, Видовме делегација само кога беше постмониторингот, затварањето нивното, нели и нашето, и толку беше тоа, што значи дека и овде ќе бидат присутни по однос на ова прашање, меѓутоа морам да ви кажам дека натежнува разумот над идентитетското и наетење. Еве така ќе се изразам. Да, добро. Ајде околу Србија и Унгарија. Значи Унгарија е позитивен пример, целиот демократски свет слави по западот на Орбан, но околу Србија постои загриженост за многу крупни забелешки, има и слабости и критики кои се однесуваат на владењето. Јас ќе кажам само една реченица во однос на Унгарија, дека беше поздравена таквата победа на Маѓар, затоа што долго време се обидуваа, нели, од многу аспекти да го вразумат Орбан, што не им успеа. Но сега сепак притисокот е на Маѓар повторно ставен и тоа е негова обврска дека мора да спроведе се она што до сега беше или уназадено, или беше ставено на пауза, ставено на чекање, што значи дека допрва треба да гледаме. Се знаете, тука мислењата се секогаш различни. Тие што се од партијата на Орбан кажуваат дека не е секако што изгледа, но мнозинството, вклучувајќи ја и матичната партија, сестринските партии на Орбан, кои што ако се сеќавате, нели тој влези во судир со нив, искажаат недвосмислена поддршка за политиките на Маѓар, значи дека сега се очекува. Во однос на Србија, да, извештајот имаше забелешки, навистина доста сериозни.
забелешки во однос на тоа Слични на каде Србија. Македонија, кога гледаме слабостите и критиките кои се однесуваат на корупција, на правосудниот систем. Да, видете, она што го кажав јас тука за време на дебатата, ќе го повторам и сега. Ние не можеме да очекуваме дека Западен Балкан ќе се реформира сам по себе. За Србија последниот извештај беше во 2012 година. Ова парламентарно собрание е познато по две работи, особено за нас, а тоа е дека ние тука сме полноправна членка со право на глас и право да побараме, да се дискутира и за нас и за нашата и за наше добро. Но и дека тука се дискутира и за нашиот напредок, значи не е само Европскиот парламент и Европската комисија. Затоа тука треба многу повеќе да се обрне внимание и на Западен Балкан. Последната дебата, би ја рекла, за Западен Балкан, како Западен Балкан, беше во 2021. Јас бев исто така тука тогаш пратеник, поднесена од Папандреу, каде што се дискутираше токму за ова, за која е иднината на Западен Балкан. Ама не може никој да очекува дека со неколку години да не нема тука нас на оваа сцена, каде што ние ќе кажеме што сме направиле добро, каде не можеме да направиме повеќе, не можеме да очекуваме да бидеме оставени како регион сами на себе и да добиваме позитивни извештаи. Се разбира, тука се влијанијата, тука се сивиот пазар, тука е црна трговија, тука е се она што може да влијае на нерегулирана област, влијае. И токму и тоа сега се дискутираше на самиот подкомитет за Западен Балкан, дека земјите од Западен Балкан се дел од нив се блокирани заради неевропски прашања. И верувајте дека тука и на цела македонска делегација иста е заложбата и молбата дека треба да се помогне да се разговара со двете страни, не само со македонската влада или со бугарската влада, треба да се седне да се разговара дали ова некаде оди. Ние тука разговараме и за миграциите, сеќаваме што се случуваше во Европскиот парламент, таа реакција сега на последната сесија при изгласувањето на одредени документи. Така да, за Србија имаше доста големи забелешки, но повторно многу голем дел од пратениците се согласија дека да, тие забелешки се издржани и дека Србија треба да поработи на тоа што се случува внатре во самата држава, во однос на борба со корупција, на медиуми, на како се третира опозицијата, власта како постапува и така натаму. Но сепак моето мислење е дека треба на Босна, на Србија, на Косово, ни треба да го навистина многу поголем диалог и посериозен и поактивен, отколку тоа ние да чекаме само да дојде извештај за нас, па да се мобилизираме, па да се секираме само каков ќе ни биде извештајот и после ајде сега ќе одиме дома да се фалиме. Не, секој извештај содржи препораки и содржи состојбата во многу мал дел. Остатокот се препораки, остатокот се укажување што треба да направиме и обврски. Тука и најразвиените земји се уште се во периодични извештаи. Еве ја дискутираме Грција, ја дискутираме Шпанија, Сан Марино, Монако, затоа што тие се држави кои што се уште подлежат на еден вид на мониторинг, односно наблюдување и нивните обврски се уште тука не застануваат. Значи, постојано има нешто што треба да се усовршува, да се напредува. така е. На крај сме. Благодарам за овој разговор. Благодарам.